за денот на првата механизирана пешадиска бригада кој што се одбележа вчера, 2 април. На оваа тема разговарам со бригадниот генерал Мирче Ѓорговски. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Ке може ли да им кажеме на гледачите како беше одбележан вчерашниот ден во касарната Петровец? Денот на првата механизирана пешадиска бригада вчера беше одбележан со воена свеченост, онака како што налагаат нашите правила и прописи. Меѓутоа, во изминатиот период имавме спортски надпревари, крводарителска акција и ред други активности со кои што го одбележавме нашиот празник, така што сметам дека достојно се презентиравме и пред јавноста и пред останатите припадници на армијата. Одлично. Гледачите имаат можност да видат дел од тоа што сними нашата камера токму на овој ден. Можеме ли да кажеме како поминете изминатата година од минатиот 2 април до оваа година? За оваа бригада се разбира. Јас можам да констатирам дека периодот помеѓу, да кажеме, двата празника помина доста успешно, како и обично во првата механизирана пешадиска бригада е прилично динамично, од причина што ова е најголема борбена единица и најбројна борбена единица во армијата на Република Македонија и непрекинато имаме многу вежбовни активности, содржини од обуката и ред други обврски кои што се редовни, но и вонредни. Би го издвоил секако минатата година која што ни беше во знакот на 25 години на армијата на Република Македонија, би го издвоил реоценувањето на средната пешадиска баталјонска група, чија што основа буквално ја сочинуваат единици од првата механизирана пешадиска бригада. Тоа беше една од најважните активности на кои што беше ова декларирана единица високо оценета од страна на НАТО оценувачи и на тој начин ние фактички ги потврдивме нашата оперативна способност, интероперабилност со единиците на НАТО и секако можноста за распоредување на овој состав надвор од државата при НАТО водени мировни операции ширум светот. Така. За гледачите да знаат, во изминатата година единицата имаше и постојано ангажирање на јужната граница, исто така имавте и активности околу гаснење на опожарена шума во македонски брод, учество на 5 меѓународни вежби, се разбира оно што го споменавте, потврдување на високи оценки во НАТО стандардите. Како беше сето ова реализирано? Секако, една и од мисиите и задачите на бригадата е да врши асистенција на цивилните институции во државата во различни ситуации и за различни потреби. Како што споменавте, нашето ангажирање на јужната граница непрекинато и во моментов наши припадници извршуваат задачи на јужната граница како во рамки на асистенцијата на граничната полиција. Тоа веќе се одвива со почетокот, е добро познато, на мигрантската криза. Ние сме тука за да помогнеме на населението, на граѓаните на Република Македонија. Минатото лето бевме вклучени во пожарите кои беснеја на општината Македонски Брод, но исто така би споменал дека припадниците на инженерискиот батальон, кои се дел исто така од првата механизирана пешадиска бригада, изградија уште еден мост во Тетовско, со кој што му помогна на населението, а кој што претходно беше урнат од поголеми поплави. Така што околу вежбовните активности надвор од земјата, односно учеството на меѓународните вежби, исто така бележиме успеси.
каде што нашите припадници секако достојно ја презентира армијата на Република Македонија и покажа врвни резултати со што ни се вратија со високи оценки. Така, што е соучеството на оние вежби кои што се организирани од страна на НАТО во иднина, ве прашувам, дали имаме веќе најава за некој од нив? Како и останатите единици во армијата, на поголем број на вежбовни активности надвор од државата учествуваат повеќе различни единици починети или кои се дел од бригадата. Како еден пример би го издвоил учеството минатата година на најголемата вежба на НАТО во Југоисточна Европа. Тоа беше Cyber Guardian, во која што се изведуваше на повеќе локации и во повеќе држави, Романија, Бугарија, и која што на некој начин се продолжи и во нашата држава под име Dragon Guardian, каде што заедно со припадници на армијата на Соединетите Американски држави се изведува повеќе вежбовни активности на нашиот армиски полигон Криволак. Така што и оваа година продолжуваме со учеството на повеќе вежби и сметам дека нашата потврдена интероперабилност со армиите на НАТО, без оглед на тоа кои се и во колкав број се, за нас е само потврда дека она што е веќе познато на јавноста и пошироко, дека армијата на Република Македонија, која зборуваме само за тој сегмент, одамна ги има постигнато стандардите за влез во НАТО, барем што се однесува до интероперабилност за изведување заеднички операции, предводени од НАТО. Така, мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Знам дека имаме уште многу што да зборуваме, меѓутоа во интерес на времето ќе ве поканиме повторно да бидете наши гости. Ви посакувам многу успех со сето ова. Благодарам и користам прилика да се заблагодарам на Македонската телевизија што редовно не следи. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, продолжуваме понатаму.